Ја започнуваме последната работна недела од месец јануари, првиот месец од новата 2015 година. Ги следите вестите на телевизија Света со настаните, почнуваме по рекламите. Останете со нас. Од денеска до 30 јануари во средните училишта во Македонија ќе се спроведе екстерна проверка на знаењето на учениците од завршните години 3 и 4, согласно со објавените распореди на интернет страницата на Државниот испитен центар. Министерството за образование и наука соопшти дека на страницата е објавен базен со прашања, вкупно 50.400 прашања на македонски, албански и на турски јазик, кои ќе бидат дел од тестовите за гимназиско и за стручно образование за сите струки, насоки и предмети. Македонија е рангирана на 16-тото место во Европскиот здравствен потрошувачки индекс со 600 од 1000 бодови, што е скок од 11 позиции во однос на 2013 година. Таа е рангирана пред Италија и Шпанија, како и пред сите држави од регионот. Во извештајот се наведува дека Македонија е добар пример како една мала држава благодарение на својата цврста решеност може да постигне голем напредок. Покрај напредокот на полето на електронското здравство како предизвици на кои треба да се работи се црвените бројки на смртност кај големиот број на болести и смртоноста на новороденчињата. На полето на превенцијата се оценува дека ситуацијата е подобра, но пушењето и понатаму останува предизвик. На врвот на Европскиот здравствен потрошувачки индекс и понатаму останува Холандија со 898 од максимални 1000 бодови, а по неа следуваат Швајцарија, Норвешка, Финска и Данска. Со истражувањето се опфатени 36 држави и Шкотска. Министерството за економија денеска го објави огласот за субвенционирање за граѓаните кои ќе вградат сончеви колектори. Државата ќе додели 6 милиони динари за оваа намена, а граѓаните може да поднесат барање до 31 мај 2015 година. Субвенцијата е до 30% од трошоците, но не повеќе од 300 евра во динарска противвредност. Ова е седми оглас за субвенционирање, а државата досега има исплатено 43 милиони динари на 6 огласи објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 година. Добитниците на овогодишниот оглас ќе се излекуваат јавно на 6 јуни, а граѓаните кои веќе го искористиле правото на субвенции во текот на претходните години не можат повторно да се пријават на огласот. Целта на програмата е стимулирање на користењето на сончевата енергија во Македонија. Вложувањето во ваков зафат овозможува просечна годишна заштеда во износ од 8400 динари по домаќинство. Инсталирањето на сончеви колектори ја намалува потрошувачката на електрична енергија за околу 2400 киловат-часови по објект во период од 12 месеци.
Уште едно намалување на нафтените деривати објавува Регулаторната комисија за енергетика од овој понеделник, односно од ноќеска по полноќ. Малопродажната цена на Евросупер од BS95 се намалува за 1,50 денари за литар и ќе изнесува 59 денари. Цената на Евросупер од BS98 се намалува за 2 денари, а со тоа новата цена ќе изнесува 60,50 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот се намалува за 2,50 денари и ќе изнесува 48,50 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 3 денари, со што новата цена на екстра лесното масло за домаќинство ќе изнесува 37 денари. Хумано е да се дарува и да се помага онаму каде што е потребна помош. Големите компании во Македонија знаат да го направат и како тоа. T-Mobile Македонија донираше дел од приходите од СМС за новогодишната ноќ. Од секоја испратена СМС порака граѓаните придонесоа за отварање на центри за рандетски развој. Овие центри се алтернатива за градинките во руралните и маргинализираните средини. Отварањето на овие центри е дел од долгорочниот проект на Фондацијата T-Mobile за Македонија и УНИЦЕФ, првите 5 најважни на свет. Целта на партнерството на УНИЦЕФ и фондацијата е да се подигне свеста за важноста на раната едукација и да се отворат што е можно повеќе центри низ Македонија, со цел децата кои доаѓаат од ранливи средини да добијат еднаква можност за рана едукација како и нивните врсници кои посетуваат градинки. Досега преку партнерството на УНИЦЕФ и фондацијата отворени се 8 центри, а во текот на годината ќе се отворат уште толку. Останете со нас, во продолжение следува спортот. А еве што одвоивме од спортот. Пустинската авантура заврши, ниту Минесота не е пречка за Атланта. Рикелме ја заврши кариерата. Почнуваме веднаш. Македонските ракометари утрово го напуштија хотелот Мериот Ренесанс, упатувајќи се назад кон Скопје. Репрезентацијата се очекува да пристигне вечерва, а пречекот сигурно нема да биде спектакуларен како што сите го посакувавме. На лицата на ракометарите видливо е разочарувањето поради пропуштената шанса. За мундијалско четвртфинале ќе мораме да почекаме уште најмалку 2 години, а засега погледите се свртени кон Европското првенство во Полска. Ниту екипата на Минесота не беше пречка на победничкиот пат на Перо Антик и неговата Атланта, која синоќ ја запиша с 16-та едно по друго победа. Јастребите славеа со 112:100, поставувајќи нов клупски рекорд. Антик повторно одигра солидна партија, постигнувајќи 7 поени за околу 20 минути игра. На 7 поени надополни 3 скока и 2 асистенци. Најефикасен кај Атланта беше Пол Милсам со 20 поени, а Хортвард постигна 19 поени. Во поразениот тим најдобар беше Тадеус Јанг со 26 поени. Аргентинскиот фудбалер Хуан Роман Рикелме стави крај на својата 18-годишна кариера. Тој уште кон крајот на минатата година најави дека ова ќе биде негова последна сезона како активен играч, а сега донеси конечна одлука да го напушти фудбалот во својата 36-та година. Тој се наметна во фудбалскиот свет со настапите во Бока Јуниорс, потоа играше во Барселона и за Вилареал. За репрезентацијата на Аргентина одигра 51 надпревари и постигна 17 голови. Со ова завршуваме со спортот. За крај временската прогноза.
Денес имаме претежно облачно време со слаб до умерен северен ветер. Во јужните делови ќе има повремени врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините снег. Во текот на ноќта врнежите ќе се прошират и во останатите подрачја. Максималната температура ќе биде во интервал од 2 до 8 степени. Во текот на ноќта и утре предпладне во југоисточните и источните делови врнежите ќе имаат умерен интензитет и локално се очекува да наврнат околу 15 литри на метар квадратен. Во среда ќе има услови за слаби локални врнежи, претежно од снег, а во четврток ќе има преодно стабилизирање на времето. Веќе од петок попладне и во деновите од викендот се очекуваат нови пообилни врнежи со засилен јужен ветер. Овде завршуваме со денешното издание на вестите. Јас ви благодарам за вниманието. Ви понатаму останете со програмата на телевизија Свет. Пријатно!